надо 80% од новинарките и медиумските работнички искусиле онлайн вознемирување. Од навреди па се до загрозување на безбедноста. За жал, во последниот период, со оглед на тоа дека се повеќе сите луѓе се присутни на интернет просторот, онлайн вознемирувањето се зголемува. Тоа не го говорат анкетите, иако немаме некои нови податоци, тоа го говори искуството на новинарките и медиумските работнички. И за жал, некако тоа стана секојдневие и причина да едноставно влијае врз на еден или на друг начин на работата врз новинарките. Најстрашното е што може да предизвика автоцензура, односно со тоа да ја поткопа и самата новинарска работа и процес. Кај новинарките почесто, бидејќи секогаш најпрвен се удира по личниот изглед на жената, а со тоа да се наруши интегритетот на нејзината работа и професија. Кај мажите поинаку никогаш не се оди по личниот изглед, сексизам немаме кај нив, туку најчесто онлайн вознемирувањето кај колегите е директно поврзано со нивната работа. Со развојот на вештачката интелигенција, за жал сметам дека само тоа ќе се засилува и затоа мораме да реагираме навремено и затоа ни се потребни уште сега механизми и подигнување на свеста за да бидеме во тек со трендовите, ајде така да кажам, на онлайн вознемирувањето во интернет просторот. Многу е нормализирано онлайн вознемирувањето на жените, секако тука спаѓаат и новинарките, некако е секојдневие, некако сметаат дека не треба да се реагира ако има одредени навреди за личен изглед, за не знам, за ред други работи кои што не се во прв момент загрозување на безбедноста. Факт е дека за жените онлайн вознемирувањето е секојдневие и не само што е секојдневие, мислам дека не сакаат да се бават се до моментот до загрозување на безбедноста, бидејќи мислам дека сметаат дека тоа е безпотребно, односно нема да има никаков епилог и нема да има никаква завршница, туку напротив само ќе им одземе време, нервози и стрес, а нема да резултира со некаква казна за тој што врши онлайн вознемирување. Факт е дека за онлайн вознемирувањето, ако не ја загрозува безбедноста, не можеме да направиме многу, односно мислам институциите не можат да направат многу се до моментот кога е загрозена безбедноста, но ние како мрежа, како луѓе можеме да влијаеме на подигнување на свеста. Доколку сите новинарки и медиумски работнички го кренат гласот, во смисла пријавуваат јавно што им се случува кога некој онлайн ги вознемирува, навредува и така натака, тогаш некој нареден ќе се запраша дали ќе го направи тоа, бидејќи ќе биде јавно објавен или нема да го направи. И тука практично ќе го спречиме онлайн вознемирувањето да прерасне во нешто по-страшно, односно загрозување на безбедноста. Пријавувањето ќе подигне јавната свест и не само кај новинарките и медиумските работнички да се подобри ситуацијата, туку мислам дека генерално кај сите жени, затоа што кога ќе видат дека некој го крева гласот, секогаш тоа може да има само подобар епилог.